Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Билјана Василева Трендафилова. Шефот на државата Ѓорѓе Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Председателот го додели мандатот откако Заев конечно потпиша гаранции за заштита на суверенитетот на државата. Во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, мандатарот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Вечерва во отвореното студио наш и ваш гостин е председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер и благодарам за поканата. Прв пат со вашето студио и би сакал да ги поздравам вашите гледачи. Ке имаме можност во наредниот час да зборуваме за најактуелните настани и за врачувањето на мандатот. Добивте ли гаранции од лидерот на СДСМ Зоран Заев? Да, втората пречка која постоеше денес од господинот Заев беше отстранета и со тоа се создаде услови да го примениме член 84 алинеја 1 од Уставот и да се даде мандатот на кандидатот на мнозинството во парламентот. На што се обврза идниот мандатар? Јавноста ги знае и тоа е објавено, меѓутоа сето она што беше причина за вознемиреност кај граѓаните, особено тоа што беше искажано и од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, што повеќе од 2 месеци го потенцираше, мислам дека со оваа гаранција веќе може да кажеме дека влегуваме во еден период кога сето она што беше стравување, сето она што беше вознемиреност, го отстрануваме. Да, потребна е смиреност на државава, особено по исклучителниот турбулентен период на политичката сцена. Веќе стасуваат реакциите од како го доделивте мандатот на Зоран Заев. Видовме и реакција од германското МНР. Имавте ли притисок од меѓународната заедница? Како да ви кажам, кој се не помина за овие 2,5 години, кој се не дојде. Меѓутоа, пријателските земји секој пат доаѓа со желба да се надмине кризата. Добронамерно советува, не упатува на некои искуства како да се постапи, но имавме и многу незгодни средби, телефонски јавувања со луѓе кои не беа ни информирани. Загрижува што со погрешни представи за вкупната состојба носеа судови без да ги проверат. Тоа треба да не загрижи кој е нивото на квалитет на дипломатите на тие земји во Македонија. Спомнавте германското МНР. Мислам, такво соопштение да даде германско министерство за надворешни работи, кажува дека нивниот амбасадор тука се служи со лажни вести. И не е прв пат. И за бегалската криза имавме иста ситуација, па канцеларката Меркел мораше да се извинува јавно во Брисел кога имавме за бегалската криза за неточни податоци кои ги добивала од нивната амбасада тука. Така што, па еве апел до Германија, после еден Ханс Лотар Штефан, кој беше амбасадор на Германија, кој напиша најбрилјантната студија за Македонија во последниве децении, вакво ниво на дипломати да ни праќате навреда. Треба да размисли Германија кои дипломати ги праќа во Македонија, затоа што ова е недозволиво на лажни информации да темелат соопштение кој го дава Германско министерство за надворешни работи. Како порано да се даде мандатот? Да окршам уставот? Како да се биде изведен ова што денес го изведовме? Со насилство? Така што има и такви случаеви и секој пат ја користам прилика кога се среќавам со председателите на тие земји и му кажувам за некои пропусти или за тоа што го сториле нивните амбасадори ги довеле во заблуда по некои прашања. Тиранската платформа беше главна пречка за 2 месеци да не биде доделен мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, но добивте ли очекувања и ветувања, гаранции? Ние не слушнавме дека и Заев, но и албанските партии, неговите партнери во идниот владин кабинет се оградија од овој документ креиран во соседна држава. Навистина таа така наречена тиранска платформа создаде многу проблеми. Многу проблеми кај нас, кај нашето население. Создаде лоша слика за самата Албанија, за Косово, бидејќи председател на Косово имаш изјава по таа. Јас спомнав веќе во една претходна телевизија на кај бев денес на интервју дека и Министерскиот совет расправаше за тоа прашање. И таа веќе не е само политичко прашање, стано и безбедносно прашање, затоа што
да се навлегува во прашања на туѓа држава, за прашања кои се толку чувствителни, за прашања кои предизвикуваат граѓанската иницијатива да има протести и граѓаните од Македонија веќе повеќе од 2 месеци, тоа е сериозно. Нешто што е навистина сериозно прашање. Но мислам дека со денешниот чин, кога господинот Зоран Заев, кандидат на мнозинството во собранието, и со изјавите на лидерите на албанските партии кои го поздравија чинот на доделување на мандат, дека можеме да разговараме сосем за други теми, а ова да го оставиме во винатото за нешто што треба да биде поука кои прашања се пречувствителни и дека тие прашања едноставно не смеат да бидат предмет на партиска дебата. Научна дебата нека водат. Меѓутоа, да вие темелите програма, да темелите ваш услов за влез во влада со такви прашања недозволиво. Во ниедна држава. Најголемиот страв кај граѓаните кој превладуваше овие изминати месеци, како што рековте, тоа беа и заложбите, односно луѓето од заедничка Македонија кои беа 2 месеца на улиците, тие се плашеа од редефинирање на државата и од тоа Македонија да стане двојазична земја. Ви кажа ли конкретно Заев докаде планира да оди со албанскиот јазик? Ќе го има на банкнотите? Не, видете, тоа е една фама создадена, бидејќи представа е дека ние не сме ги исполниле обврските од Охридскиот рамковен договор, меѓутоа ние 2 пати имаме носено закон за употреба на јазиците согласно Охридскиот рамковен договор и секој пат тие закони одат на проверка или мониторинг или како кажете во Советот на Европа и Венецијанската комисија. Така што оценките за досегашните закони кои се однесуваат на тоа прашање се секој позитивни. Можат секој што се сомнева во тоа да ги најде на сајтовите на Советот на Европа и да види какви оценки добила Македонија за користењето на јазикот на малцинските заедници. Така. Едно од прашањата кое што исто така ја вознемирија јавноста е прашањето за така наречениот геноцид. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? Тоа е несериозно. Да користите толку тежок збор, тешка квалификација, дека тоа се случило во Македонија, е несериозно, веќе и да не користам некој тежок збор да го кажам, меѓутоа видите кои проблеми ги создаваат такви квалификации во земји каде тоа е докажано. Кај нас не постои нити факт, нити аргумент, нити научна дебата, нити постојат факти или што се вели артефакти. Нашле некоја гробница, некој приватен имот од 12-та година, па во 12-та година тука беше Отоманска империја. Може тоа се убиени турски војници, може се цивили кои се од друга вероисповест. Тоа не значи дека тука имало масовно убиство во војните, а војни имало во 20-тиот век и како на нашиот простор. Замислете ги балканските војни што се донеле на нашиот простор. Првата светска војна, Втора светска војна, па и настаните за време на комунистичкиот период. Но да кажете дека имало геноцид на територија на Македонија, тоа е голема навреда за сите што живееме на овој простор, без разлика на етничка или религиозна припадност. И навистина треба да се извинат тие што спомнале таква квалификација дека се случува во Македонија. За да не излезе истражувањата да го кажат обратното, дека вршен е геноцид врз македонскиот народ. Да, кризата кулминираше на 27 април. Дали за вас изборот на Талат Џафери е легитимен? Денеска можевме да ги видиме и представниците од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие го оспорија пред Уставниот суд именувањето на Талат Џафери за собраниски спикер. Можам да кажам дека беше несреќен избор. Но тоа што е објавено во службен вестник морам да го почитувам. Граѓанската иницијатива што го покрene, тоа е легитимно право на секој. Па да ги оставиме институциите да видиме тие како ќе го оценат тоа. Така, реков дека состојбата ескалираше на 27 април, токму во Законодавниот дом, со интонирањето на албанската химна од страна на Талат Џафери. Впрочем, тогаш се случи и насилство кое што подоцна беше осудено. Како гледате на тој ден?
Прво мислам дека има многу поквалитетни кадри од Талат Џафери. Талат Џафери го познавам како министер за одбрана и си имав многу проблеми. Човек провокатор, провоцира. Човек со таков карактер кој создава многу негативна атмосфера. И затоа сметам дека неговиот избор провокација и ќе создава многу провокации. Чувствувам и лична вина. Еве, прв пат ќе кажам дека сум учествувал во едукацијата на Талат Џафери. Преку фондацијата Фридрих Хебер ги обучував пратениците од тој состав на парламентот и можеби ќе се сети на сите оние предавања и на сите обуки како треба да се однесува човек во политиката. Но тоа што го прави, навистина не доликува. И првото негово писмо до мене беше чиста провокација. Па морав да му го враќам писмото. Да се научи дека е втор човек во државата, ја представува државата. Неговите лични чувства, лични права се негови лични во неговата приватност. Со самиот избор да биде тој председател на собрание, тоа носи обврска. И обврските се да го почитува уставот. Уставот на оваа држава, деловникот на собранието и воспоставената практика. Така што се надевам дека овој хир негов да покаже на почетокот дека еве тој така знае и така мисли да се однесува, дека наскоро ќе заврши и дека ќе се суочи со реалноста и дека треба да биде она што му е улога. Председател на собранието на Република Македонија. Институција која народот ја почитува и преку која народот збори. Така, велите дека треба да се соочи со важноста на функцијата која што треба да извршува. Што ве испровоцира во неговото прво писмо, па да треба да му го вратите? Да не ги отвараме тие теми сега да го пред јавноста, да јавноста оцени каков карактер на човек станува збор. Еве, си дозволи вам да ви кажам, можев тоа во јавноста, ако сакав да му наштетам, во јавноста да го објавам тоа писмо и да му ги кажам сите пропусти, провокации и грешки на првиот негов документ, акт што го доставил. Така. И затоа мораше да го враќа, па повторно да го објавува, како што доликува и како што во собранието службите и службениците кои се луѓе кои се професионалци и кои треба да ги слуша и според воспоставената практика и комуникацијата да се одвива. Ние сме осудени како председател на држава и председател на собрание да соработуваме и ќе мора да се воспостави комуникација и ред како што доликува. Така, иако нема да одиме во детали, сепак би сакала да ве прашам ваша оценка за неговите први средби. На првиот работен ден во неговата канцеларија беше поставено албанското знаме. И тоа е провокација што ви кажа. Еве. Беше толку наивно објаснувањето што не држи. Дома тој може да се го држи. Во неговиот приватен дел може, меѓутоа тоа представува државата. И символите на државата се едни и кои укажуваат на унитарноста на државата. Утре почнува судењето за обвинетите, за оние луѓе кои влегоа во собранието, кои, како што велат, сакале да ја одбранат унитарноста на Македонија. Дел од нив побара и амнестија од вас. Значи, тој ден беше тежок, несреќен ден кој ни создаде многу лоша представа за нас во светот. Отидоа сликите. Но не смее да се генерализира сето она што го правеше граѓанската иницијатива. Цело време и укажуваше на што е она што е загриженост кај населението со тоа насилство што се случи. Се случуваат насилства, но не, во текот на денешниот ден бев гост на друга телевизија и кажав, сме имале ние во нашата историја моменти кога создавале многу понегативни реакции. Го имавме конфликтот до 2001 година. И тогаш парламентот најде сила и храброст да создаде амбиент на помирување, да едноставно да ги амнестираме воените злосторства и за да имаме во државата мир. Така што мислам дека ова што денес го слушнавме, имавме многу позитивни пораки денес. И од кандидатот за премиер, господинот Зоран Заев, помирувачки тонови. И имавме и помирувачки тонови од лидерите на албанските партии. И од ВМРО ДПМН имаме во нивното соопштение, може да се каже, тон на помирување. И овие што ги имавме реакции, што ги добиваме во ова време, кажа дека мора како држава да се соочиме дека сепак мора да живееме заедно. Тие што ги надминале сите оние
норми на однесување треба да одговарат, но она што е емотивна реакција, она кога ве заведува толпа, она кога се случуваат немили настани кои се последица, тоа не е причина за физичките насилства. Треба и самите пратеници да размислат и да ја покажат нивната желба да Македонија од се во ова научи како не треба да се однесува, затоа што во парламентот имавме и политичко насилство кој создаде физичко насилство. Така што поуки секој треба да извлече, да завршиме конечно со овој период на длабока политичка криза која не сме ја имале до ова ниво да се создаде кај луѓето не само незадоволство, и омраза, и гнев, да се создаде страв, да се создаде една таква атмосфера што гледате, што создава низ населените места, низ градовите, во рестораните, во училиштата, во секојдневните доми, во семејствата. Конечно треба да полека преминуваме во период со соочување со реалноста, бидејќи ова е наша држава. И мора да си ја чуваме државата, нејзините институции, да ги почитуваме тие што ја добиле довербата од граѓаните. Пратениците сепак се луѓе кои имаат довербата на граѓаните, ги представуваат граѓаните, кон нив не смее да се однесуваат на тој начин, да ги кажеме граѓаните. Граѓаните на избори можат на кандидатите за пратеници да им искажат се и незадоволство и револт, меѓутоа во институциите мора да постои ред и да ја отсликува состојбата во државата. Ние сме навистина многу комплексно општество, мултиетничко, мултирелигиозно, мултијазично. И имаме мултиетничка демократија, која е кошмар за западните земји. Гледате ги земји во Европска унија што имаат етнички проблеми со што се соочуваат. Земете ја Велика Британија и нејзината историја со Северна Ирска. Што се случувало во Северна Ирска? Земете ја Баскија, земете ја случајот во одредени кантони во Швајцарија, кантонот Јура, земете ја, например, во Италија, Алто Адидже областа, земете ја... Значи, секаде има такви места каде има нетрпеливост, незадоволство, но преку диалог, преку изнаоѓање форми за вклучување на сите, преку договори, од Северна Ирска има исто и она Охридски договор. Еден вид Охридски договор. Го има Good Friday Agreement, кој беше и основа за Дејтонска Босна, па и за Охридска Македонија. Значи, тие се пренесувале и кај нас, но се уште нема решенија за многу прашања. Оти тие се од сферата на идентитетот. А прашање од сфера на идентитетот во политиката не може да се решат, оти у политика еден момент треба да гласате, а се гласа со мнозинство. И мнозинството секој пат може да донесе одлука од кое малцинството, кое не е политичко, може да биде и етничко, е незадоволно. И затоа ние успеавме со Охридскиот договор да постигнеме еден вид на инклузивна демократија, сите да се вклучат во неа, да учествуваат и малцинските заедници да имаат инструмент да не можат да бидат надгласани. Затоа го имаме така наречениот Бадентеров принцип, за да се чувствуваат малцинските заедници сигурно дека мнозинството нема да ги надгласа и да им наметне стил на живот или норми на однесување што не соодветствува со нивна култура, традиција. И затоа сметам дека поминавме еден навистина тежок период, ни следи период на учење, колку ќе бидеме подготвени да извлечеме поуки од себе ова не се случи, тоа станува на оние кои се одговорни за секој момент од јавниот живот. Навистина, неопходна ни е и јавна пристојност. Ние го испоганивме јавниот збор, го затрупивме јавниот простор со лаги. Видете колку лаги има. Што се не е кажано. Проверете само за мене лично што све е напишано. И видете што тоа е точно. Видете за лидерите на партиите што е напишано. И за власта, и за опозицијата. Колку се лаги се изнесени. Земете го примерот сега. Ке су модел ја во Варшава. Замислете, лажна вест. Некој се сетил дека ќе има книга, промоција и сега веќе сите знаат дека ќе одам ја во Варшава.
Ја проверил некој таа вест? Работата на медиумите е секогаш да обезбедат втората страна и како што велите да не објавуваат лажни вести, туку да ја објават вистината, затоа секако потребно Нова стана да ве обсесија. прашаат. Видете, со лажни вести се создаваат представи и после тоа амбасадорите известуваат дека тоа се случува во Македонија или ќе се случи во Македонија. И после е тешко да се побие таа перцепција. Со лажни вести се настојува да се деградираат институциите. Има институции, проверете ја веста. Како да гледате со социјалните мрежи, со сето она што се објавува на Facebook, на Twitter, луѓето веруваат, но не проверуваат. Проверете, објавете, особено медиум, сака да биде сериозен, да има публика. Па проверете ја веста, па објавете ја. Да зборуваме за изборите, но и за резултатите, за изборните резултати. Волјата на македонското мнозинство во моментов е погазена, може би, под притисок од меѓународната заедница. Во изминатите 10 години секогаш беше практика победничката партија од албанскиот блок да биде секако коалиционен партнер, да биде дел од идниот владин кабинет. Во моментов тоа не е така, ако знаеме дека победник на предвремените парламентарни избори беше ВМРО ДПМН. Да се чувствуваат ли сега гласачите, електоратот, македонскиот електорат изигран? Има револт, има незадоволство, има реакции за тоа што народот си окажа своето, а бидејќи ние како држава со устав кој е променет на основа на Охридскиот рамковен договор и принципот на двојно гласање, мора, значи, од македонскиот блок на партии да има коалиционен партнер што ќе ги обезбеди мнозинството по Бадентер, значи малцинска партија не може да влезе у коалиција затоа што одлуките што се однесуваат ги имате во уставот од сферата на идентитетот, културата, мора да добијат и второ мнозинство. И затоа воспоставено е принципот како што имаме победничка партија во македонскиот блок и победничката партија од албанскиот блок да можат сите закони што се со двојно гласање да поминат. Но тој принцип беше нарушен и има незадоволство кај голем дел од гласачите и тоа треба да си дадат одговор самите лидери зошто до тоа дојде. Дали сметате дека доделувањето на мандатот од ваша страна ќе значи крај за политичката криза или пак нејзино продлабочување? Вие пред малку рековте дека очекувате да се смират страстите, да запре онаа поделеност во македонското општество. Денешниот ден, како што спомна веќе, и со изјавите на најодговорните лидери, укажува на еден тренд на подобрување на состојбите. Преку ноќ не може да се решува криза која влезе во сите пори на нашиот живот. Многу прашања се отворија во време на оваа криза. И затоа беше и договорот меѓу лидерите, така наречениот Пржински договор. Затоа беа и понудени реформите од Прибет, на така речените Прибе реформи. Затоа имаме и обврски од Европската комисија, кои се содржани во досегашните извештаи. Но ако постои волја, постои начин. Видовме денес дека може да има волја, постои волја, ако успеа господинот Заев да ги обезбеди гаранциите кои предизвикаа вознемиреност на населението и таква реакција од граѓанската иницијатива, тоа кажува дека и за други прашања кои ќе ни доаѓаат, мора преку разговор со трезвено одлучување да се наоѓа решение. За се има решение, но ако оставиме други да ни ги носат решенијата, тие ќе си одат, ние ќе останеме. А ќе останеме со решенија кои се неприменливи во нашата земја, затоа што може би тие ако функционираат во друга земја, не значи кај нас ќе функционираат. Ние имаме толку наши специфичности што мора решенијата да извират од нашата реалност. И тоа е добро што еве имаме во овој момент волја. И ги поздравувам и затоа ги повикав лидерите на партиите, секој во својот домен да придонесе, да наоѓаме решенија и да наоѓаме начин да го организираме севкупниот живот на граѓаните во Македонија.
Кога според вас е најдобро да се одржат следните парламентарни избори? Ставот на ВМРО ДПМН е дека со локалните треба да има и предвремени парламентарни избори, како што слушнавме денови од партиските лидери, би се случиле некаде на 15 октомври, зборувам за локалните избори. Ке има ли волја, ке покажат ли политичарите сила и добра волја да заедно со локалните се реализираат и предвремени парламентарни избори, ако ги земеме во предвид нели последните бројки, анализи и од анкетите? Тоа е одлука на мнозинството. Собранието е носи одлуката за распишување на избори, собранието се распушта за да може да се организираат избори. Ние имаме специфичен устав кој е уникум, не постои, можеби уште еднаш земја свет има такво нешто, да парламентот сам себе се распушта. Во другите земји кога има политичка криза, претседателот на државата го распушта собранието и распишува избори. И тоа го имаме во многу соседни земји, но кај нас тоа е дадено на самото собрание. Така што одлуката дали ќе има избори зависи од парламентарното мнозинство во собранието. Да почекаме, секако тие ќе се произнесат и ќе видиме во наредниот период дали со локалните може јавноста да ги очекува и предвремените парламентарни избори. Можевме да ги слушнеме приоритетите на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој најави дека ќе прави реизбор на судиите, дека главен приоритет ќе му биде реформа во судскиот систем. Не, едно е кога се зборува во јавност пред да се добие мандат, а сосем друго е кога ќе се добие мандатот. Сега господинот Заев е кандидат за премиер и верувам ќе се суочи со тоа што е досега направено во државата, бидејќи сите ние реформи ги правиме во контекст на нашето приближување кон Европската унија, ги преземаме тие стандарди, го прилагодуваме нашето законодавство кон европското законодавство и се знае како се станува судија и до кога е мандатот на судијата и кој може да смени судии и како се менува судии. Така да верувам дека советниците ќе му укажат што значи судската власт и како функционира во државата судската власт. Впрочем, ја и не дозволиво ја да зборам за судската власт. Таа е посебна власт и функционира на своји принципи и основи, мора да ја чуваме независноста на судството. А поединци што го, да кажеме, нарушиле угледот на судството, не смеат да бидат пример дека целото судство не е такво. Имаме навистина прекрасни судии, има судии со авторитет, со интегритет, има судии, меѓутоа имаме и поединци кои треба за нив да се погрижи судскиот совет. Тоа е работа на судството, а не на политичарите. Ке направиме куса пауза за реклами и ке продолжиме со вечерашното интервју со претседателот Ѓорге Иванов. Останете со телевизија Нова. Почитувани, вие гледате телевизија Нова, а наш гостин во отвореното студио е шефот на државата Ѓорге Иванов, кој денеска му го даде мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, откако тој ви ги достави гаранциите за зачувување на суверенитетот. Постојат ли механизми доколку гаранциите не бидат почитувани? Како ќе се заштитиме во тој случај? Има механизми кои се во нашиот устав. Значи, ако било кое прашање кој надвор од Уставот и надвор од гаранциите биде покренато и за него се покрене постапка во собранието, ако биде усвоено од мнозинството, постои правото на вето од страна на претседателот. Но тоа не е апсолутно вето, тоа е суспендивно, но сепак е знак дека нешто не чини. Потоа има многу закони кои ние мора да ги осогласиме со европското законодавство, така што ќе дојат сигналите и од надвор. Но исто така гаранцијата служи како основа и за граѓанското движење, како што и најави, да биде будно и да следи дали сето тоа се остварува. Има и опозицијата механизми како да ја контролира власта. Така што во демократијата има начини како да одредена одлука која е надвор од уставниот поредок биде блокирана. Затоа од тој аспект граѓаните треба да бидат спокојни. Мислам дека она што е надвор од уставот, она што навлегува во прашање од сфера на унитарноста на државата, суверенитетот, територијален интегритет, независноста, на некој начин постојат механизми за контрола и за гаранција и за проверка на тоа што е ветено дали ќе се остварува.
Граѓаните ќе бидат спокојни, како што рековте, и од иницијативниот одбор за заедничка Македонија будно ќе следат тие најавија и повторно излегување на улиците и протести доколку бидат пречекорени или не бидат испочитувани гаранциите, но сепак зборувавме за исходот од изборите, за изборните резултати, за електоратот кај македонските граѓани, мнозинството кое сепак очекуваше поинаква состојба и епилог од предвремените парламентарни избори, но што да очекуваме од албанскиот електорат? Дали тие може да очекуваат дека заложбите на нивните лидери, ветувањата ќе бидат решени почнувајќи од локалните проблеми кај обичниот албанец? Со самото тоа што се јавија толку нови партии на албанците од Македонија, кажува дека нешто не чини во представувањето на албанската заедница. Има незадоволство. Ја лично имам контакти, бидејќи као професор имам многу студенти албанци, ги држам контактите, ми кажуваат со што се соочуваат во секојдневниот живот. И тоа незадоволство беше изразено и на изборите, и затоа толку припадници од албанската заедница гласа за Социјалдемократскиот сојуз. И затоа и новите партии привлекува толку гласови. Тоа е прашање кој треба лидерите на албанските партии да се замислат и да видат дали етничката агенда, радикализмот, иницијативи кои што ги имавме како во Тиранска платформа може да носат гласови. Очигледно дека треба да се соочат со реалниот живот, особено на младите албанци. Имат сериозни проблеми за кои треба да се грижат партиите на албанците. Бидејќи она изговор дека државата не дава образование на албански јазик, нема медиуми на албански јазик, нема вработувања. Еве, Охридскиот договор е целосно исполнет. Во Македонија имаме околу 300 училишта на албански јазик, околу 40 имаме средни училишта на албански јазик, имаме 2 државни универзитети, еден меѓународен универзитет, што е приватни универзитети. Имаме преку 20 албански медиуми, радио, телевизија кои известуваат на национално ниво. Значи, треба сега да се замислат прашањата кои ги преокупираат младите албанци и албанки. Зошто тие масовно се иселуваат од Македонија? Зашто најобразованите млади албанци ја напуштаат Македонија? Зашто најголем број, речиси сите, со исклучок на 20 од странските борци од Македонија кои се во Сирија и во Ирак се албанци? Кој води сметка за тие млади деца да бидат заведени и да си одат како екстремисти од Македонија, да ни се враќат како терористи? Зошто има толку негативни тенденции меѓу младите? Не само кај албанци, кај сите. Меѓутоа, очигледно е дека тие прашања ги оставаат да ги решават државните институции, а тие како представници, односно која добиле нивната доверба, бидејќи за нив гласале, тие се бават со други прашања кои не се од интерес за младите албанци. Исто така има многу прашања од социјална природа, прашања кои се од комунална природа, има прашања кои треба едноставно, кои се еден вид пороци меѓу населението, кои треба да се влија и да се превенира. Така што на испит сега, на локалните избори, ќе бидат партиите на албанци кои ќе се соочат со локалните проблеми. Локалните проблеми се вистинските проблеми, бидејќи ние живееме на локално ниво. Сите живееме во некоја општина и ги чувствуваме недостатоците од работа на таа општина. И сето тоа ќе биде агенда, нека од досега порано се одеше на локални избори со Европска унија. Европска унија помага со грантови на локално ниво, помага на општините што знаат да менаџират фондови, но треба се решават локалните прашања на локално ниво. И тука ќе се соочат сега партиите со реалниот живот, со незадоволството и реакциите на населението кои не го добиле она што им е ветено на изборите, она што им го ветувале со години, а не го оствариле. Така што мислам дека секој избори се начин да населението реагира и бара и отчетност, но и сака да гласа за оној што ќе го исполни ветеното. На избори народот или наградува или казнува.
Така е, затоа и големи беа очекувањата, надежите, многу се ветуваше, особено од страна на албанските партии, кои што, како што рековте, вие ги има помалите партии, сега ќе бидат тие дел од новиот владин кабинет и треба тие заложби, ветувања да ги исполнат на обичниот човек, на обичните албанци, особено во оние локални и рурални средини. Да видиме, времето ќе покаже сепак како ќе се одвиваат тие работи, доколку Заев формира влада, еве има рок, вие му го дадовте мандатот, неговиот рок е во наредните 20 дена да представи програмата и планот за работа до собранието. Ќе треба во наредните 2 години да соработува со вас. Имаше такви слични периоди во минатото, кога, да речеме, се случуваше тоа и со Георгиевски и Глигоров, потоа Груевски, Црвенковски 2006 и 2009. Зборуваме дека тоа во наредните 2 години ќе биде период на кохабитација. Дали вие лично ќе соработувате со Заев? Нема причина да не се соработува во интерес на државата. Ние сите може си имаме свои наши определби, сите ние си имаме наши погледи на свет. Меѓутоа, кога станува збор за државата, мора да наоѓаме начин да го најдеме решението што е во интерес на граѓаните. Така што многу неуспешни кохабитации се ради карактерот на политичарите, или политичката култура, или народски кажано поради табиетот, или инатот. Значи, кога ќе влезе инат, кога ќе влезе емоции во политика, тешко се доаѓа до решение. Но ако има разбирање, ако постои свест за општото добро, ако постои желба за да се наоѓат решенија, секој пат ќе се најдат. Спомнав дека Македонија немаше многу позитивно искуство со некои претходни примери. Токму поради тоа, поради карактерот и индивидуалните особини на поедини политичари. Председателе, вие немате можност по втор пат, по трет пат да се кандидирате за шеф на државата. Кои ви се идните планови? Дали ќе бидете активен на политичката сцена или пак ќе се вратите во академските води? Јас потекнувам од академската заедница. Никој пат не сум бил ни член на партија, не сум се бавил со политика, но кога моите студенти станаа министри, пратеници, ме кандидира и ме убедија да прифатам да бидам кандидат за председател на Република Македонија. И благодарен сум што граѓаните таа доверба ми ја дадо и по втор пат, што ретко се случува на Балкан. Видите ги другите држави, ретко кој на Балкан успеал да има 2 мандати. Така што овие години во политика ми се доста за цел живот. Сакам да се посветам и да ја продолжам академската кариера. Јас во една прилика во кампањата кажа, не сум таков човек да сум фалбаджија, ниту кавгаджија. Но ја имам на 8 универзитети во светот почесни докторати и сум избран за професор на 8 универзитети во светот. Имам понуди да им гостувам, а имам и обврски, бидејќи на некои универзитети кога ќе ве изберат за почесен професор, тоа е за сите права и обврски. Значи, сум обврзан и да држам предавања на неколку универзитети низ светот. Тоа го правам кога можем и сега, колку ми дозволува времето. Но најважно од се, дека влегов чист во политиката, сакам и чист да излезам од политиката. Тоа е и причина што многу што се обидуваат да создадат афери, не им успеваат. Ниту сум имал неморал, ниту криминал. Не можат за ништо да обвинат дека председател на државата е вклучен. Сум се посветил честно да ја обавам ова функција и да биде пример дека кој да дојде на местото на председател треба да ги исполнува сите оние услови што досега се трудам да ги исполнам и да ги сочувам. Тоа да биде и поука за секој политичар дека оној што ги знае вашите тајни, тој е господар на вашата слобода. И многу нешта не би ни се случиле во политиката ако луѓето внимавале на своето однесување во политиката, на својот однос кон избирачите и односот кон граѓаните, затоа што функциите доаѓаат и си одат, но човечноста останува. Со сите овие што се не искажаа за мене, оставив времето да покаже дека биле во заблуда, дека создавале обсесија со лажни вести да заведуваат граѓани. На крајот вистината победува. И на вистина делата се оние кои се основа да се цени дали некој дал придонес или не.
многу нешта повеќе ги знаат надвор од Македонија, од каде што доаѓаат и признание и награди, отколку дома. Но треба време и гледаме и дека и претходни председатели дома не уживале толков углед колку што светот за нив им давал и признавал. Ќе повторам, доволно ми е политика за цел живот. Јас доаѓам од политичките науки и студентите често ме прашуваат кога ќе ме сретнат дали ви користеше тоа што предававте политички теории кога влеговте во политика. Викам, кога бев професор предавав политички теории, сега морам да ги создавам теориите. Еве, со овој чин денес што го направивме, им создадовме еден вид комоција на сите идни премиери да не бидат уценувани, да не бидат под притисок, да не се издейства од нив нешто што е спротивно на уставот, спротив интересите на државата и спротив некои принципи и стандарди кои сме се согласиле да ги прифатиме со тоа што живееме во оваа држава. Велите, чист влегов во политиката, сакате така и да си заминете. Најтешко беше изминативе 2-3 години да се биде председател на Република Македонија? Во оваа зовриена не само овие 2 години. атмосфера? Тоа го знаат и сите претходни председатели. За жал, двајца не се живи, но од нивните мемуари, од нивните соработници што го има, бидејќи во кабинетот имам соработници на сите председатели, кажуваат никој пат не било лесно на ниеден председател во Република Македонија. Така што големиот дел помина, остануваат уште 2 години, се надевам дека овие години ќе поминат во период кога ќе ни се отворат поинакви перспективи, затоа што се случуваат огромни промени на планетарно ниво. Во регионот гледате има турбуленции. Гледате во Европа што се случува све. Европската унија со што се соочува, со што се соочува светот. Така што очигледно овој стар свет што го знаеме, свет создаден од победниците од Втората светска војна, умира, исчезнува. Нов свет се раѓа. Но тој нов свет се уште луѓето не можат да го осознат. Но и кога се раѓа и бебе, и тоа е во крв. И овој свет кој се раѓа, новиот свет е во крв, има конфликти, војни. Така што некој ќе треба, како и секоја чедо, да го измие, да го стави во пелени, да го научи да оди. И овој нов свет кој доаѓа, нуди многу потенцијали и можности за оние кои ќе го сватат тој свет и се соочуваат со тој свет. Многу млади од Македонија успеа. Само да ги спомнам, FX3, што прават? Живеат тука, работат за глобален пазар. Нашите музичари, што компонират, изведуваат музика за целиот свет, каде што има потреба. Еве, гледајте ги сите што добиле награда млад научник. Кои луѓе ги има Македонија? Видете ги нашите музичари, спортисти. И наместо да се гордееме со нивните успеси, ние како да одиме удоле и удоле, сакајќи нашите трауми, нашите комплекси да бидат и туги комплекси, и туги некои проблеми. Ќе пројде овој период. Период е турбулентен, не само за нас, за целиот регион. Но живееме во земја кога, како сакате кажете го, Бог, природа, се создател, ни дал се. Ни дал толку убавини, толку води, реки, ресурси. Сето тоа да не знаеме да го користиме и од тоа да живееме, кажува дека до нас ке, не е до тоа што природата го дала и ни го создала. Навистина треба да го почитуваме, сакаме и чуваме тоа што го имаме. И да си го цениме тоа што ни е нас дома, внатре во Македонија, а не како што велите да добиваме надвор признанија, а нашите таленти да не бидат почитувани дома. Председателе, да го заокружиме ова вечерашно интервју кое што го дадовте за телевизија Нова и последната порака која што може да ја упатиме на нашите гледачи, на јавноста, тоа е дека вие рековте и на почетокот на ова интервју и денеска во Вила Водно кога му го дадовте мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, вие очекувате со денешниот чин во наредните 20 дена да се формира новиот владин кабинет, полека да се смират страстите, а гаранциите кои што ги даде тој да бидат испочитувани? Тоа е демократијата. Мораме да учиме некој пат полесно од туги грешки, но на собствените грешки кои учиме, тоа е трајно учење. И да почнеме да учиме и да не повторуваме грешки. И да не се навраќаме на минатото. Да се посветиме на иднината, да се посветиме на идните поколенија и да
уште денес размислуваме како тие ќе го оценат тоа што ние денес го правиме за нив. Затоа што навистина идните поколенија заслужуваат многу подостоинствен живот, многу поквалитетен, смирен живот, живот исполнет со среќа и радост, а не со омраза, гнев и освет. Така да посакувам навистина денешниот ден да биде пресвет и партиите да учат и партиите да се прилагодуваат, нивните лидери на следните локални избори да го покажат најдоброто од себе. Не да меѓу себе се уништуваме и се омаловажуваме и меѓу себе да се кошкаме и да измислуваме лажни вести, интриги. Да го оставиме тоа во минатото. Не чека, како што најавив, нов свет, не чекат големи предизвици, мора да сме сплотени, мора да сме единствени, како што покажавме со мигрантската криза и целиот свет ни честита, затоа што институциите функционира, покажавме капацитет, достоинство, како се чува сопствената држава, да покажеме и за сите други прашања дека можеме да бидеме навистина горди што живееме во една земја што се вика Македонија. Председателе, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Во изминатиот час имавме можност да разговараме за доделувањето на мандатот, очекувањата, гаранциите и дали овој денешен чин е крај на кризата или нејзино продлабочување. Вие сте оптимист дека Македонија е на добар пат? Благодарам на поканата и ви посакувам се најубаво. Почитувани, ве поканувам и натаму да останете со телевизија Нова. Не заборавајте, нови информации имаме на секој час, секоја вечер, отворено студио и дебатни емисии, а секако најновите вести и информации можете да ги прочитате на нашата интернет страница tvnova.mk. Бидете со нас.